Нема причина зошто родителите со бебе да не патуваат на одмор. При тоа треба да се знае дека летувањето со мало дете ги менува правилата. Од пакување до избор на хотелско или апартманско сместување. Во денешното издание на 0М+ ќе дадеме насоки за безбедно патување со бебе или мало дете. Денешниот гостин во студиото, доктор Денис Ал-Халили, кој е секој понеделник тука со нас, ќе даде одговори на многу наши, но и ваши прашања. Добар ден. Добар ден. Благодарам за поканата повторно. Морам да кажам дека ќе се обидеме да дадеме одговор на повеќето од прашањата, меѓутоа одењето на одмор со мало дете или бебе е да речеме една сложена работа која што барам мултидисциплинарен пристап, така да тука би нашле веројатно што има да кажат и голем број на други специјалисти од други области, доктори, психолози и што се не, така да ќе се потрудиме да одговориме на некои прашања. Така. Патувањето со мало дете, со бебе, голем предизвик. На што треба најмногу да се внимава? Што е најважно при патувањето на летен одмор? Да, при патување на летен одмор, што е сега навистина актуелно во овој период од годината, најважно е да бидат спремни и родителите и детето. По однос на детето, значи важна е возраста, значи да не биде ни премногу мало, затоа што сепак има една, да речеме, препорачана возраст под која што не би требало да... Така, што е премногу мало дете за патување надвор од државата? Има ли некоја возрастна граница која што е препорачлива? Оптимална возраст за патување? Генерално педиатрите не препорачуваат патување пред 6-месечна возраст на бебето, затоа што сепак до 6 месеци е навистина бебето многу осетливо на секакви надворешни влијанија во однос на исхраната, во однос на се што го обкружува, така да секако не би препорачале порано од 6 месеци. За понатаму, значи за одлуката кога ќе решат да одат на одмор родителите, зависи од нив, значи нивна одлука, меѓутоа важно е да имаат некои одредени информации и да бидат подготвени. Тоа значи да имаат соодветни информации што и како треба да прават со детето. Многу е важно да бидат наоружани со информации и да бидат подготвени за сето она што следува. Апсолутно. Ајде да започнеме од патувањето во автомобил. Што е важно при патувањето со автомобил? Има некои препораки дека седиштето за бебе не треба да се покрие ниту со кебенце, значи со памучо кебенце, ниту пак со пешкир. Важно е, значи, детето да има свое столче. Значи да има, ако е мало бебе, значи обично до 9 килограми се транспортерите, значи ако има транспортер да биде свртено кон назад, значи мајката по можност да седи на задното седиште до него за да може да го гледа и за да може сите потреби кои што ги има во текот на патувањето детето, малото дете или бебе да ги обслужи. Ако е поголемо, секако треба да има специјално седиште за деца, значи за мали деца, кое што пред се нуди безбедност. Многу е важно да не се покрива, да нема околу детето или околу бебето, да нема некои тканини материјали или било што, пред се затоа што важно е во тек на патувањето воздухот, свеж воздух да циркулира постојано, значи и во седиштето околу детето, затоа што навистина знаат температурите да се покачат во автомобил. Важно е, значи, да се одржува некоја температура прифатлива, да има струјење на воздухот и важно е да се прават прекини, односно паузи во тек на патувањето. Смее ли да биде вклучена климата во автомобилот? Генерално смее, меѓутоа многу е битно да биде некоја, да речеме, нормална собна температура, значи некои, да речеме, невообичаени температури како што се 18 или 17 или 15, кои што некои возрастни ги практикуваат, тоа во никој случај не треба, најмногу заради разликата, точно, со честите паузи и со овозможувањето на свеж воздух да влегува во колата, значи повремено се обезбедува, значи да детето и ако се поти, значи сите ние кога ни е топло се потиме, меѓутоа и ако се поти, тоа е еден многу важен механизам на ладење кога потта испарува од површината на телото, така да се тоа овозможува на некој начин да бебето и се поти, меѓутоа и да таа пот се испарува и да се овозможи ладење. Тука е многу важно и во тек на патот, меѓутоа и понатаму во тек на целиот одмор, односно кога детето е изложено на повисоки температури, многу е важна рехидрацијата. Како што кажаме, минатиот пат детето мало до 1 година не зборува, се што има да им каже на неговите родители е преку плачење, така да можно е навистина да одморот биде придружен со добра количина на плачење, односно со доста плачење од страна на малото дете, на бебето. Меѓутоа родителите тоа треба да им биде знак, значи прво што ќе помислат е рехидрацијата. Значи може да се дава и храна, меѓутоа многу е битен десот на течности зашто бебето навистина не може
не знае да каже дајте ми вода ми се пие. Така, значи во торбата за по пат што се треба да се спакува? Треба да има шишенце со вода секако. Апсолутно, да, течност е задолжително вода пред се, затоа што било која друга течност која што е, да речеме, ако веќе детето пие, значи сокови со шеќер, всушност само ја зголемуваат потребата од вода, односно од течност во организмот, и затоа најважен извор на течност, односно на рехидрација, е водата, треба да биде водата. Кое време од денот е најоптимално, најповолно за патувањето да започне? Па во принцип колку порано толку подобро. Не би препорачал да одат далеку негде каде што има доста подолг период на возење, затоа што сепак малото дете после одреден период му се здосадува и можно е, значи, иако се прават паузи, можно е да едноставно биде вознемирено, да плаче, да биде немирно во автомобилот и на некој начин да го отежне патувањето на сите, и затоа препорачуваме да има некоја поблиска, да речеме, релација. И тоа е тоа. Не би препорачале, да речеме, да одат на остров со фериброд или слично. Еве, зошто е ризик? Зошто е опасно слетувањето според вас на остров? Сега опасно како опасно не е, меѓутоа сепак треба да се бираат некои локации каде што во близина би можело да има, нели, и стручна медицинска нега, каде што би можело да има болница ако нешто има потреба да се прави, посебно за малите дечиња. Например, на остров сте секако врзани, не се знае дали има пристап до соодветна нега до педијатар. Значи доктор секако има, меѓутоа дали има пристап до педијатар, и тоа може да трае подолг период додека да се дојде до таков доктор. Так. Исто така е можно важно да се напомене дека на малите деца и на бебињата ретко им се слушува, односно додека се возат ретко им се слушува, тоа се случува кај поголемите деца. Многу родители од тоа се плашат. Како ќе помине патот од тој аспект? Па да, малите дечиња најчесто заспиваат при движење и при тоа, да речеме, такво брановидно движење во автомобилот, значи при возење. Меѓутоа поголемите деца знаат да им се слоши. Како во тој случај да им се помогне? Видете, некои препарати не постојат или не би препорачал јас, значи препарати за да се блокира тој, да речеме, нагон, мачнината. Многу е важно да возењето биде, значи, побезбедно, значи без многу брзање и со почести паузи, како што кажавме, и многу е важно да не се даде голема количина на детето да јаде или да пие наеднаш. Затоа што децата не се свесни и може наеднаш да испие или да изеде поголема количина на храна и тоа после да се врати тежо. Да. Откако ќе се стигне на туристичката дестинација, време за плажа. Што е најважно да се спакува во торбата? Еве, тука ние имаме една торба, можеме да покажеме дел од неопходните работи за плажа. Што вие препорачувате? Еве, дали е направен тука некој правилен избор? Треба да има треба да има лесна и светла гардероба. Така. И тоа многу е важно да има повеќе парчиња. Така. Зошто е тоа важно? Па важно е заради тоа што светлата облека не го привлекува сонцето, значи не ја привлекува топлината. Морам да напоменам дека ова што го разговараме за гардеробата е важно за оние деца кои што се поголемки. Така. Значи не за оние кои што се бебиња, затоа што бебињата апсолутно не би требало да бидат изложени воопшто на сонце. За поголемите деца е важно да бидат облечени во светла облека и да им бидат покриени раменцата и грбот и вратот, и на тој начин да се заштитат од сонце. Така. Капчето е задолжителен дел од опремата. Апсолутно, капчето е задолжителен дел од опремата. Исто така и капчето треба да се менува затоа што се потат децата и да се обезбеди. Исто така пелените за плажа. Која е предноста на овие пелени? Еве, можете да покажете. Пелените за плажа се една многу интересна работа која што сите родители кои што ги користеле се свесни за предноста. Ние знаеме дека децата од прилика до 3 години не може да ги контролираат сфинктерите, односно нели одат во веце во пелени, и поради тоа е многу важно да се употребуваат вакви пелени. Обичните пелени кои што ги користиме секојдневно се со лепенки, и тие лепенки најчесто не држат во вода. Значи ако малото дете плива или влезе во вода, тоа не е безбедно. Исто така, за да се спречи
за да се спречи практично во водата да се направи некоја непожелна работа. Важно е да се користат пелени кои што се наменети за плажа, кои што немаат лепенки и што е најважно, значи страниците им се на некој начин подготвени за доколку се случи нешто да се скинат. Може? Да, може да покажеме. Значи тие се многу лесно се цепат по рабовите и од едната и од другата страна, затоа што немаат лепенки и треба да се облечат како гаќички. Сега доколку се облечат како гаќички е лесно, меѓутоа да се соблечат доколку има нешто внатре, тоа не е баш пожелно да се соблекува така и затоа всушност треба да се скинат на краевите и да се, нели, тоа нормално фрли во корпа за ѓубре. Многу е важно барем 2-3 во текот на излегувањето на плажа да имаат родителите, доколку имаат мало дете, затоа што се навистина практични и многу значат. Значат и за комфорот на бебето, меѓутоа значат многу и за комфорот на родителите, затоа што не е лагодно ако нешто се случи во вода. Тука се тоа е мојата препорака. Задолжително сандалки, задолжително треба да има сандали кои што да речеме ќе го штитат сандалите, пред се ќе штитат детето од жештината на песокот, меѓутоа пожелно е детето, морам да кажам тоа, значи пожелно е малите деца да одат и боси. Значи колку што може да одат боси во сенка, значи каде што може да газат кај што не е жешко, да газат боси заради тоа што тоа помага за структурирање на стапалото и за да речеме превенција на рамни стапала. Рамни стапала, Исто така и очилата се важен дел. Според мене не најважен. Според мене не најважен дел очилата, меѓутоа се доста важни. Крпа? Апсолутно. За бришење, играчките неопходен дел, водата за рехидрирање задолжително, играчките се важни за да се занимава детето, за да му биде интересно. Неопходни се од моје искуство, велам, играчки задолжително. Фактор за сончење, млеко за сончење. Би сакал малце за млекото за сончење да се задржиме и на водата и на јадењето. Добро. Млекото за сончење е задолжително. Значи без разлика дали детето ќе биде изложено на сонце или не. Без разлика дали е, да речеме, мало бебе до 1 година кое што не сме да биде воопшто изложено на сонце. Меѓутоа сончевите зраци се одбиваат од водата, се одбиваат од околината и секако кожата на детето е изложена на ултравиолетово зрачење и многу е важно да биде мачкано, значи со заштитен фактор. За мали деца и бебиња се препорачува фактор 50. Мора да кажам дека FDA, Агенцијата за храна и лекови од Америка, 50 фактор го стави како максимална вредност, односно утврдено е дека се што е над 50 фактор всушност нема некаков бенефит, така да за деца да се препорачува да биде околу 50 факторот. А зошто на средствата за сончење е наведено дека мора после 12 месеци да се употребува? Дали тоа значи дека кај бебињата до 1 годишна возраст не може да се аплицира? Искрено немам информација дали може или не, тоа се посебни средства кои што си имаат и определена возраст. Значи тестирањата кои што се прават, за жал, мислам не за жал него за среќа, многу не се тестираат на деца што се помали од 12 месеци и веројатно заради тоа е таа информација. Она што е важно е малото дете под 12 месеци да не биде навистина да не биде изложено на директна сончева светлина, затоа е важно и да се одбере местото каде што ќе се летува, со природни сенки. Со природни сенки, значи да биде. Не е доволно само чадор за сонце. Не, дефинитивно со мало бебе воопшто не треба да се подпираме на чадорот како заштита, затоа што и сами знаеме дека кога е жешко, кога навистина е оној период непожелен, да речеме, за капење, тогаш и под чадор е навистина многу жешко. Би сакал исто така да напоменам дека рехидрацијата е навистина важна во текот на одморот, значи во текот на целото лето и дома, меѓутоа на одморот посебно. Многу е важна рехидрацијата и многу е важно да нагласиме дека детето треба да има нешто и за јадење на плажа. Зашто децата, значи, се живи, мрдаат, топлото го исцрпува организмот и на тој начин, значи, така да важно е да има храна, да се мисли на тоа и да се донесе. Да се има најдобро овошје или овошни кашички, некои житарки доколку е детето поголемо. Да, апсолутно, зависно од возраста, значи да се обезбеди храна соодветна за детето. Сакам да нагласам за оние кои што дојат, значи за мајките кои што дојат, дека доењето може, значи и треба да се практикува дури и почесто во текот на. Тоа ќе биде единствен извор за хидрација или може тогаш да се додава и
малку вода? Зависи, значи доколку е до 6 месеци, доколку нема воведено храна, во тој случај не би требало да се додава вода дополнително, затоа што оној кој што треба да се хидрира во такви случаи е мајката. Значи мајката треба да пие многу повеќе течности и почесто да го дои детето. Секогаш одењето на одмор е придружено со определен ризик од инфекции. Она што се нарекува патувачка диареја, значи кое што е навистина многу често придружник на било кое патување, било каде, настанува ради контаминацијата со некои микроорганизми кои што да речеме дома кај нас кај што живееме сме ги поминале или имаме некој колективен имунитет кон нив. Затоа е многу важно, значи мајката која што дои да единствено го дои детето, да нема да се намали можноста од контаминација со допир со раце или со за различни предмети и заради тоа доколку дои е пожелно да на тој начин се рехидрира бебето. Бидејќи како што рековме пред неколку емисии, значи мајчиното млеко е стерилно и излегува сосема чисто, значи апсолутно чисто и незагадено по однос на другите работи. А што е со цревните инфекции кај малите деца? Дали веднаш по пристигнувањето во туристичкото место треба да се даваат пробиотици? Дали тоа е препорака или Јас искрено некаков став по однос на пробиотиците во овој случај немам, значи не би можел да кажам дали треба или не треба или мора или се препорачува или не. Меѓутоа сепак она што е важно на одмор е миење на рацете. Миење на рацете и кај родителите, значи миење на рацете и на децата, затоа што секоја промена на средината, како што кажав, носи одредена опасност од инфекции. Посебно доколку не се мијат рацете често. Многу е важно, некои родители сметаат дека ако одат во некој луксузен хотел или да речеме е по луксузно местото каде што одат, дека има помала веројатност од инфекции, меѓутоа тоа се нели места каде што туристички места каде што постојано се менуваат луѓе и постојано некој доаѓа, нови гости се менуваат, навистина се чисти, меѓутоа важно е дека на тие места секогаш има опасност од да речеме такви инфекции и важно е хигиената е пред се, значи најважно. Треба ли да се носат лекови? Попат, да речеме, сируп за симнување температура, средства против алергија, топломер, некои такви основни работи? Да, мислам дека топломер и лек за температура, значи антипиретик, мислам дека треба да биде стандард. Значи било каде да оди родителот со дете, треба да се носи. Така да мојата препорака е да. А во однос на храната, многу често патуваат луѓе со храна во фрижидерче, знаат да стават во неја што се мобилните, некои видете, се зависи од храната, се зависи од начинот на патување. Дали побезбеден начин е исхрана кај детето во споредба со хотелската храна, да речеме, или храната која што може да набават во супермаркетите? Видете, тоа се различни луѓе имаат различни ставови, различни одлуки, семејни одлуки. Да речеме, некои одат со двомесечно дете на одмор, некои не одат, да речеме, дури на 1 година. Меѓутоа, во однос на ставот, во однос на исхраната, јас сепак за мало дете до 1 година, јас не би се потпрал на хотелска храна или на нешто што е готово. Подобро е да се термички обработи, значи да се направи, односно родителите самите да го спремат доколку е можно и доколку условите овозможуваат да го спремат тоа што треба детето да го јаде. Готовите кашички се до некаде безбедни во овој случај, значи за на одмор или за на плажа или за да се помине еден оброк во тек или на одењето на плажа, меѓутоа се зависи од возраста на детето, зависи и од достапноста таму каде што се. Така, често пати децата кога ќе дојдат прв пат во допир со вода, знаат да се исплашат и да не сакаат да влезат. Како да се постапи во тој момент? Како да се надмине стравот кај детето? Дали со упорност или едноставно да се остави детето само да одлучи кога ќе се приближи до водата? Па видете, во развојот на малото дете има нешто што се нарекува скалесто или постепено учење на нови работи. Оние родители кои што го спроведуваат овој начин на учење на детето или на прилагодување на новите работи, имаат доста голем успех. Тоа важи за најобичните задачи кои што ги има, да речеме, едно мало бебе, па и до влегувањето во вода подоцна која ќе одат на одмор. Јас сметам дека тоа треба да биде постепено, треба да биде заедно со родителот, значи со некој кој што детето има доверба во него и треба да се континуирано, значи да речеме често во тек на денот или неколку дена поред, да се полека опушта. Не се ретки случаите кога детето може уште
понатаму подолг период да има уплав на некој начин, односно да има страф заради тоа што било наеднаш внесено или ненадејно. Да. Меѓутоа има некои родители што и тој момент значи едноставно го прават тоа така, значи ќе ги пикнат децата во вода и толку, да, и тоа е тоа. Значи се зависи и од детето, зависи и од родителите, меѓутоа мој совет е да тоа оди постапно и детето практично да види, да осети дека нема ништо страшно. Што ако се патува на подалеча дестинација со авион? Постојат ли опасности од промените во притисокот при полетување и слетување? Особено кај деца до 1 година, па и малку поголеми. Така, најчесто во авион нема контраиндикации за патување, односно имаат некои регулативи авиокомпаниите по однос на бремените жени во доцна бременост. Така. Тука навистина има правила и се многу ригорозни. За разлика од тоа, со мало дете, односно со бебе да се патува, нема некои контраиндикации особени. Многу е важно да детето... Ја најдов дека не дозволуваат на бебиња помали од 7 дена да летаат. Значи, до 7 дена, тоа е многу мало, тоа е... Веројатно не се случува. Веројатно не се случува. Ако има потреба од транспорт до 7 дена, веројатно ќе биде медицински транспорт со посебен авион, што не го посакуваме на никој. Генерално, важно е детето повремено да му се дава вода да пие, односно течност некоја во авионот со цел да се изедначи притисокот меѓу средното уво и околината, затоа што во околината во авионот се има промени на притисокот и кај возрастните, значи доколку ние голтнеме или доколку се прозевнеме, се изедначува притисокот во увото и околната, значи и околната средина. Кај бебињата тоа може да не се случи подолг период во тек на летот и затоа е важно повремено да се дава вода, значи со голтањето практично се ослободува таа естахиева туба, значи еден ходник врска меѓу увото и грлото и на тој начин се спасува детето од нелагодност. Многу е важно тоа и за оние кои што патуваат со автомобил, кои што одат на повисоки места, на повисоки места кај што има искачување на висини и спуштање, исто така е тоа добра мерка, значи да се повремено дава по голтка 2 вода за да се ослободи увото од притисок. Во туристичките места често пати проблем се комарците. Каква е тука препораката? Дали се безбедни средствата кои што се мачкаат на кожа, кои што се аплицираат за заштита од инсекти? Во глобала оние средства кои што имаат ознака, значи за возраст од колку смее, значи има такви средства кои што се за заштита на кожата. Не е препорачливо да се стават на дланките, затоа што децата, малите бебиња многу често ги ставаат дланките во уста. Да, така да тоа треба да се обезбеди. Тоа е важно исто така, нели рековме, и миењето на рацете, дури и на мало дете, мало бебе, кое што ги става рацете во уста. Важно е повремено да се мијат рацете, исто се однесува и за тоа средство, значи да не се нанесува на дланките, затоа што може да се најде во уста. Апсолутна заштита од комарци не постои, меѓутоа важно е да се обезбеди, да се одбере место каде што и веројатно би имало малку помалку комарци, да се користат штитници на прозорите, мрежи и тоа е тоа. Така. Кога сме веќе кај хигиената, децата се често пати во песок, потоа се потат, треба редовно да се тушираат, но дали при тоа треба да се употребуваат средства за туширање или шампони, или е доволно само со вода да се измијат? Бидејќи тука веќе зборуваме за секојдневно туширање по еднаш по 2 пати на ден, зависно од колку пати детето влегло во вода, колку пати се вратиле од плажа и така. Така, апсолутно. Значи многу е важно секојдневно тоа да биде, значи секој ден после плажа мора да се бањаат, исто како и возрастните. Со средство за туширање? Да, нормално. Видете, разговараме за дете на одмор кое што е најчесто над 1 година, значи кое што оди во вода, кое што си игра во песок, значи секако дете под 1 година кое што не ни оди, значи не би го оставиле само во песок да си игра. Така да зборуваме за малку поголеми деца кај кои што апсолутно треба и да се употреби сапун за миење и да се одржува хигиената. Навистина е многу важно во тек на еден практичен совет ја кој што го најдов на интернет, не сум го испробала, но претпоставам дека го видовте и вие. Употреба на пудра, на талк на плажа, веднаш по излегувањето од вода или пред да си замине семејството дома, на детето се аплицира пудра на стапалата на рачињата, пудрата ја абсорбира водата, песокот едноставно лесно отпаѓа и проблемот решен. Може да се проба. Да, тоа е една многу незгодна работа со песокот, пошто децата не можеш да ги контролираш кај одат. Значи практично целиот апартман, значи и креветите и чаршавите и се е со песок.
така да можеби би можело да помогне. Искрено јас немам искуство со тоа. Така. Ви благодарам за денешното гостување во 0N+. Се надевам дека споделивме множне корисни совети за родителите кои што планираат наскоро или ова лето да патуваат на одмор со мало дете или со беби. Уште можеме да споменеме кој период од летото е најпогоден за патување со деца, дали вон сезонските одмори се подобри или сезонските? Заради температурата? Веројатно заради температурата не е лошо да се размисли и да се оди малку порано или покасно, не во најжешките месеци, но доколку не е можно, тогаш навистина сите, да речеме, овие мерки, ако до негде ги спроведат родителите или ако се трудат колку што може да ги спроведат, веројатно ќе имаат безбеден одмор со дете. Меѓутоа, секако тој одмор нели си има своји карактеристики, не е ист како одморот без деца или со поголеми деца. Се е поразлично. Се надевам дека нема да имате проблем при патувањето и дека ќе имате незаборавно летување. Ви благодарам што бевте дел од 0N+. Се гледаме повторно утре во истиот термин од 12 до 12:30. Пријатно.